втор уписен рок за идните средношколци. Учениците кои завршија 9-то одделение вчера и денеска имаат можност да се запишат во едно од средните училишта во Штип. Слободни места има во сите средни училишта, но не и во сите струки. Најголем одзив за запишување има во медицинското училиште и средното училиште Кулен Ехтенин, каде има слободни уште 35, односно 20 места. Ова е второто електронско пријавување во рамки на јунскиот уписен рок во средните општински училишта и можеме да кажеме дека бројката која што е на пријавени и запишани ученици е задоволителна, со тоа што остануваат и негде во некои училишта и слободни места. Да кажеме дека во сите средни општински училишта всушност остануваат слободни места, меѓутоа не во сите класови, односно не во сите струки. Во средното електротехничко училиште Колен Ехтенин остануваат околу 20 слободни места во машинската струка, додека во средното медицинско училиште е околу 35 слободни места, дел се во насоката за физиотерапевти, во насоката акушерки и медицински сестри. Се надеваме дека и во августовскиот уписен рок овие места ќе бидат пополнети. Во средните училишта во Штип вкупно се запишуваат околу 500 ученика, иако училиштата имаат капацитет за речиси 700. Во Штип 9-то одделение завршиле нешто повеќе од 400 ученика, но средношколци има и од останатите градови од истокот и регионот. Во средните училишта има места за околу 700 ученици, меѓутоа до сега таа бројка долги години наназад не е пополнета, меѓутоа со бројката од околу 500 ученици располагаме и сме сигурни дека ќе бидат запишани во средните општински училишта. Во првото електронско пријавување од 20 до 25 мај, кои што се пријавиле и ги исполниле условите на училиштето, веќе се запишани. Меѓутоа, одредени ученици кои што не ги исполниле условите при првото електронско пријавување, во ова второ електронско пријавување аплицираат повторно за упис во некој од средните училишта согласно постигнатиот успех и освоените бодови. Основците ќе имаат можност да се запишат во средно образование и во третиот уписен рок кој е на 21 август.